оваа категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јади Бурек. Вечерва, почетокот на емисијата, на некој начин ќе ви ги пренесам ставовите и пораките од Ѓорѓија Ѓорч Атанасовски и Македонска алијанса. Имено минатата недела се одржа сенароден собир на повик на Македонската православна црква и сите христијански останати цркви, религии, кои загрижени поради новите закони дека се загрозува темелот на цивилизацијата и на нашето општество, семејството и пред се нашите деца, реагираат во врска со некои предложени закони и бараат они да бидат стопирани или редефинирани. Во таа смисла, ја прошлата недела бев прилично зафатен и не стигнав на време да ви ги пренесам ставовите кои ми беа, еве и денеска, бидејќи за ваква работа никогаш не доцна. Од Македонска алијанса. Можеш да го даеш компјутерот? Да. Македонска алијанса го поздравува македонскиот народ и испраќа цврста и јака порака дека секогаш, секаде, не само со македонците, туку со секој христијанин и со секој човек добронамерен кој се грижи за семејството и за своето поколение, ќе биде на нивна страна и ќе се залага за се она што е темел и цивилизацијска вредност. Македонска алијанса на сите македонци во светот им порачува да не се грижат, да не се плашат, затоа што постои многу народ, постојат многу луѓе, постојат многу верници. Ние не сме гласни, но сме цврсти во убедувањето дека нашите ставови за зачувувањето, за идентитетот, за непромена на идентитетот и половото образование на децата нема да дозволи да биде извитоперувано во име на добри намери, а во суштина да се руши темелот на цивилизацијата. На сето ова и Ѓорѓија Ѓорч Атанасовски, од лично свое име, изрази поддршка до македонскиот народ, до сите христијани, изрази лична поддршка и самиот како верник и до Македонската православна црква, дека ја дава сесрдната своја поддршка за залагањата на МПЦ, незиниот став и сите христијански цркви. Вели дека не само они, не само македонците, туку и во Америка постои големо движење како отпор на ова аздисана пропаганда која крајна цел е рушење на темелите на цивилизацијата. Ѓорѓија Ѓорч Атанасовски, како лидер на Македонска алијанса и Македонска алијанса, стојат цврсто на ставот
дека нема поважен, побитен, поцврст темел не само на нашата нација, на нашиот народ, на нашата земја, на црквата, на целата планета и секаде, дека нема поголема суштина од суштината на она што го градиме како луѓе. Без оглед дали имаме ние семејство или не. Оти не секој го има тој благодет и таа дарба да создаде семејство. Но сите се согласуваме дека нема ништо поважно. Од тука се темелат сите морални, етички вредности врз кои ние секојдневно го подобруваме и го надградуваме нашето општество. Ние не се занимаваме со секојдневна пропаганда и со разноразни мафтања и паради, туку работиме на образование, работиме секој ден, сме честни, заработуваме, ги воспитуваме децата, ги школуваме и ги воспитуваме во вистински христијански дух, да љубат, да не прават грев и да помагаат секому. Благодарам, режија. Ова е пораката од Македонска алијанса и од Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски до македонскиот народ, до христијаните, но и до сите оние кои се залагаат за силни семени вредности. Само да нагласам дека кон овие залагања на Македонската православна црква исто така се приклучени. Црквата не е сама и не само нашата црква, туку и исламската верска заедница, еврејската верска заедница, католичката црква, протестантската црква и скоро сите останати религии се приклучија кон овој повик и овој собер да го кажеме своето мислење, да го кажеме својот став за овие закони, дека постои една веќа линија, црвена линија, која не може да се премине. Благодарам. Почитувани гледачи, сакам да споделам една тажна вест. Ова е Ленче Јованова, родена 1957 година, почина 2023. Соопштение од Македонското археолошко научно друштво Macedonian Archaeological Society. Со големо неверување ја примивме веста дека нашата колешка Ленче Јованова во текот на вчерашниот ден во немил настан на 66 годишна возраст го загуби својот живот. Ленче Јованова беше долгогодишен член на Македонското археолошко друштво и кустос советник во музеј на град Скопје. Таа остави длабок и неизбришлив траг во македонската археологија, истражувајќи ги културните хоризонти на античкиот град Скупи. Незиниот интерес беше насочен кон проучување на римската материјална култура. Автор е на бројни изложби, каталози, статии, студии, особено се значени монографиските изданија Скупи Колонија Флавија Скупинорум, Скупи Некрополи, стории за истакнати личности според епиграфски и археолошки сведоштва, Скупи сектор, југоисточен Бедем и комплекс Терма, базилика со атриум. Ленче Јованова за секогаш ќе остане во нашите сеќавања како врвен и искусен професионалец кој со огромна посветеност го промовираше македонското културно наследство во земјата
i vo svetот. Bog da ја прости, нека и е царство небесно. Ја само пред да одвоиме, се извинувам режија, сакам да додадам дека она што треба да се одвои од сево ова е дека Лена ми беше лична пријателка. Живеевме куќа до куќа со децении. Сопругот нејзин од детство сме растени. Он ми е како постар брат. Можам само да кажам дека посмирена, постабелна. Жена немам сретната у живота. Со толку една висока култура, смиреност која ретко каде се гледа и она што во овој момент не е ни важно, но во мене буди како новинар, нејзин личен пријател. И е начинот на кој она си замина. Она замина во едно од најстрашните сообраќајни несреќи кои се случиле во градов. Начинот на кој си отиде, тоа е страшно нешто. Мојата замерка иде до моите колеги новинари кои известуваа од местото на настанот. Можевте да замаглите, можевте да имате малце осет и сенс дека нејзини блиски гледаат. И затоа што страшна беше гледката. Она настрада во сообраќајка на пешачки премен, беше прегазена од багер. И не сакам да ви создавам ментална слика, но не само што живееме во деморално општество, не само што живееме во криминал, сето тоа што вие го чувствувате како гнев веќе и како без на улиците, без чувство, без морална одговорност, беззаконие по улиците, секојдневно. Лена не заслужи вака да си замине. Ме теши дека незиното заминување беше моментално, без ужас и без болка, но се надавам дека како замина и што замина, а особено ваков научник, интелектуалец, а уште повеќе и ваков човек, да служи како опомена и светилник и за целото општество и за овој налудничав град, каде што веќе сообраќајот стана место со ризик дал ќе стигне жив дома. Чувајте се. Лена, Бог да ја прости, нека ја царството небеско, а сите на нас, Господ нека ни се смилува и нека ни прости. Сите носиме некаква одговорност за се ова што се случува со нас и кај нас. Во тоа име, ја вечерва не сум способен, погребот ќе биде утре во 11, ќе бидам со мојот пријател, ќе се потрудам да отидам. Најдов еден документарен филм за Скупи. Лена секое лето го напушташе домот, што се вика, и беше на терен, ископување, археологијата беше низината, после семејството беше низината најголема љубов. Со толку пасија и страст, со толку посветеност, она го работеше тоа. Во овој документарец, покрај низина колешка, ќе ја видите и Ленче, и како еден документарец токму за низината работа. Ја не знам како на оваа драга пријателка подобро да и направам некаков пиетет. Лека ноќ и пријатно од мене.
Моето пътешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во незините урбани места и предели. Поточно речено ме донесе и во скопското село Злокујќани, распослано во северозападниот дел на Скопската котлина, на левиот брег на реката Лепенец, на само неколку километри од излезот од оваа река од Качаничката клисура и на само 2-3 километри пред вливот на оваа река во река Вардар, во непосредна близина каде се вкрестуваат патните делници на коридорот 10 и коридорот 8, Скопје Приштина Краљево, Скопје Велес, како и Скопје Тетово Гостивар Кичево Охрид. Наминав во Злокујќани мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Злокујќани низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите злокујќанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. За да дознаам дел од историјата на селото Злокујќани, мештаните од ова село ми предложија малку да прочепкам на југоисточниот дел од селскиот атар, а воедно ме советуваа, приказнава за селото Злокујќани, да ја започнам од археолошкиот локалитет Скупи, од античкиот град Скупи, чие негово постоење е тесно поврзано со нивното село и е нераскинлив дел од него, кое се протега наназад во времето со векови, затоа што, како што ми велеа моите домајќини злокујќанци, за нивното родно село има многу устни преданија, легенди, митови, пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, со еден збор, каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стисните меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата, која овде се гради не со векови, туку со милениуми. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, од многу тврдени, бедеми, утврдувања, кастели и археолошки локалитети од римско, од доцна античко време, како што е и античкиот град Скупи, кој се наоѓа во непосредна близина на селото Злокујќани, лево од утоката на реката Лепенец во реката Вардар, во поножието на Зајчев рид, ми велеа тие. Почитувани мои, предлогот на моите домајќини со задоволство го прифатив, репортажава за селото Злокујќани во вистинска смисла на зборот да ја започнам од античкиот град Скупи. Почитувани мои, приказната за античкиот град Скупи предлагам заеднички да ја проследиме од научен аспект со доктор Марина Ончевска-Тодоровска, кустос, советник во музеот на град Скопје и повеќе годишен истражувач во археолошкиот локалитет Скопи. За разлика од раноцарскиот период, кој во
кој е обележан во историјата со едни големи проширувања на територијални на Римската империја, со еден процут во секаков можен обем на државата, кога и градот Скупи се развива и го достигнува својот максимум. Периодот на доцната антика се карактеризира со сосема поинакви историски случувања. Тие настани го обележуваат периодот, грубо речено, од крајот на 3 век до првите децении, можеме да кажеме, дури до првите децении на 7 век. Тоа е периодот на доцната антика и самиот термин доцна покажува дека се случува полека, но сигурно изумирање на антиката како период и на сите придобивки цивилизацијски кои се створени на земјата со развојот на античкиот период. Главната карактеристика на доцноантичкиот период се големите варварски упади и сите последици кои сите тие грабежи и насилија ги носат во Римската империја се одразуваат нормално во животот на секојдневието на обичниот човек. Така и со градот Скупи. Во првите упади на варварски групи, тоа се добро организирани припадници на источно-германското племе Готи, навлегуваат веќе во втората половина на 3 век. Забележани се во историјата 2 години битни за нивните разурнувања низ Балканот, тоа се 268 и 269 година. Се смета дека и градот Скупи е еден од низата населени места низ Балканот, кои настрадале во голема мера од упадот на готите. Од крајот на 3 век, заради силните разни варварски упади по целиот Балкан, државата треба да се консолидира. Тоа во прв план го прави императорот Диоклецијан, кој со своите големи реформи во разни области од живењето успева да ја консолидира државата, таа да го продолжи својот славен пат. Во рамки на реформите се преиначуваат границите на римските провинции, конкретно овде на Балканот. Се формира провинцијата Дарданија, чиј главен град станува во 4 век Скупи. Границите се менуваат затоа што римјаните увиделе дека големата површина носи големи проблеми со навлегувањето на варварските племиња и затоа ги намалуваат како површина и затоа се зголемува и бројот на провинциите. Со формирањето на Дарданија, Скупи повторно како главен град го доживува својот втор процут. Тоа може да се види и од повеќето истражени големи објекти во самиот град. Во однос на 4 век треба да се спомне дека во тој втор процут на живењето во Римската империја императорот Теодосиј I во 2 наврата го посетува градот Скупи и за време на неговите посети на градот издал 2 царски указа. Посетите ги се забележани дека биле во 379 и 388 година. Тоа е втората половина на 4 век, кога се уште владее убавото живење на населението. На познатата карта географска од тој период, од 4 век, тоа е табула Пойтингеријана, нанесена е локацијата на градот Скупи со вињета, што на тој тип карта го означува главниот град на провинцијата. Констатацијата, сознанието всушност, од познатото дело Notitiae Dignitatum, дека во градот Скупи престојувала
една воена формација, псевдокомитатенсес, и тоа ни покажува дека градот имал потреба од одбрана. Тоа ќе значи дека зачестиле нападите на варварските племиња, кои генерално на Балканот доаѓаат од североисточната страна, значи од азиските предели. Веќе во крајот на 4 век, повторно низ Балканот се јавуваат групите на добро организираните готски племиња. Овој пат тие заедно со херулите напаѓаат низ целиот Илирик, префектурата Илирик, која го зафаќа целиот дел на овој јужен, централен, источен дел на Балканот. Така да тие јуришаат низ просторите на Мезија, Тракија, Македонија, Дарданија и голем број на градови, населени места се зафатени од овие напади на готите. Во 5 век се регистрирани следно припадници на следно многу позастрашувачко племе, азиско, тоа се хуните. Нивните продори се забележани во историјата во 441 и 447 година. Треба да напоменеме дека хуните се многу по, би рекле, диво племе од готите. Тие, кога напаѓаат, целосно ги уништуваат градовите. Така да населението на Балканот, па и Скопското, е приморано да ги напушта своите домови и да бега на повисоките места, како што е случајот со Скупи, на околните ридови, дури до Водно, до Кале, насекаде, за да може да се спаси голиот живот. Во овој период, иако е тежок за живење и целото општество, целата држава е осиромашена, се јавува оној процут на новата религија, на христијанството, кое на наше тло овде во Скупи конкретно е забележано со голема црковна колонија, за чии потреби биле изградени и храмови, кои подоцна заедно со другите објекти ќе ги спомнеме. Во 518 година, тоа е почетокот на 6 век, се случил големиот катастрофален земјотрес, кој е познат по тоа што не само што го разорнал Скупи до темел, бил почувствуван на поголем регион на Балканот, наводно во јужните делови на Косово и дури до Пелагонија, така да може да се помисли која била разорната моќ на тој земјотрес. Во 6 век населението нормално, локално останува да живее, тоа се неговите домови, куќи, навики, традиции, но 6 век е повторно исполнет со нови варварски упади. Тоа се сега словените, кутригурите, аварите, здружени или поединачни упади се забележани во историјата во повеќе наврати, така да овие, особено словените, се со карактер на населување. И тоа е периодот кога почнува големото населување на словените, со кои се менува целосно етничкиот карактер на населението во овие региони, па и во Скопје. Кога би зборувале понатаму за градбите кои се изградени во доцноантичкиот период, веднаш ќе се поврземе со 4 век, за кој спомнавме дека е дел од втората градителски бум во империјата. И од тој период, како главен објект, да ја спомнеме цивилната базилика. Тоа е собранието на градот. Остатоците од неа, таа не е целосно истражена, бидејќи се уште врз дел од неа се дел од објектите на Старскиот дом Мајка Тереза, кој се наоѓа во непосредна близина на селото Злокуќани. Овој објект е со големи димензии, истражени се некои 30 метри, дел од 3 корабна базилика,
со двојна апсида и карактеристично за овој објект се подовите кои имаат многу убави мозаици. Кога зборуваме за цивилната базилика, рековме дека тоа е собранието, да кажеме дека римјаните имале една голема демократија, условно речено, развиена, така да се избирале припадниците на собранието со јавни гласања и биле избирани редовно членовите од најзначајните, најистакнатите аристократски семејства. Понатаму градот се знае дека имал два градоначалника, два дуумвира. Тоа е особеноста на римското општество, да секој град има 2 до 4 градоначалника, зависно од големината на градот, заштитувајќи се од бојазноста за корупција и за некои во тој смисол настанати работи кои можат да го загрозат живеењето и сигурноста на градот. Меѓу разните други функции во градовите постоеле и едили кои се грижале за водоснабдувањето, за чистотата на градот, за целосната организација во тој смисол, значи за комуналните работи. И во рамки на една од бањите, 2 бањи се истражени во градот Скопје, во рамки на раноцарската бања од 2 век имаме најдено ин ситу камен споменик на кој текстот испишан на латински зборува токму за еден од едилите на градот кој придонел за доаѓање формирањето на бањата голема градска и донесувањето на водата до бањата. Понатаму, од 4-тиот, да се вратиме на 4-тиот век, од тој период е и така наречената доцноантичка бања, градска бања, која се наоѓа на главната улица во градот, улицата Кардо Максимус, која има ориентација север-југ, и тоа е во склоп на доцната антика е со помали размери во однос на она која се наоѓа од другата страна на улицата, раноцарската бања. Значи, доцно-царската од 4-тиот век има хипокаустен систем за загревање подно кај делот од калдариумот, тоа е топлото бањење, топлата вода е таму, базени за топло бањење и најдени се остатоци и од базен за ладна вода, така да ги задоволувало таа градска бања потребите на населението од крајот на 4-тиот век. Во рамки на овој период, од крајот на 3-тиот век и почетокот на 4-тиот, се пронајдени остатоци од една градска вила, токму во средишниот дел на градот, чии карактеристики се имање на сопствено мало купатило, најден е хипокаусниот систем за подно загревање и делови од ѕидни фрески, што зборува за имот за живење на едно богато, веројатно аристократско семејство во градот Скопје. Во периодот на доцната антика, како што одминувале периодите со големите варварски напади, градот добива се повеќе рурален изглед. Се напушта обновата на големите објекти, народот гледа да преживее и затоа сите градби, сите објекти кои се од тој период, 5-ти, 6-ти, дури до почетокот првите можеби 2 децении од 7-тиот век, констатирани се 2 фази на живење во градот, кај кои повеќе и да не се употребува малтерот како градежно средство врзивно, туку обични врзувања на делови од тули редени и камења врзувани со кал. Тоа зборува за еден наједноставен начин на живот
и движните науди кои ги наоѓаме тука ја покажуваат таа скромност која морало да дојде заради сите историски прилики. Тоа е велам едно обично преживување до првите децении на 7 век, кога веќе замира градот Скупи. Во почетокот на средниот век повторно има живење во градот. Тоа е констатирано само засега на едно мал дел од градот, но тоа се работи кои тек допрва треба во археолошки да бидат проучувани. Во рамки на доцната антика да ги спомнеме и неколкуте објекти кои се делумно истражени во пределот на југоисточниот дел на ивицата од градот, каде што е истражен и дел од Бедемот. Бедемот потекнува, тоа се големи ѕидови, тоа е обзидието на градот. Сите градови во антиката и особено во доцната антика ги имаат тие обзидија заради заштита на градовите и истражен еден значаен дел од Бедемот на кој се најдени и неколку кули се во склоп на изгледот на доцната антика. Најдени се и неколку други објекти, делумно истражени, кои покажуваат дека градот се бил расширен и постоел до линијата на самите Бедеми. Во однос на движниот материјал, кој е разновиден од разни материјали, грнчаријата од глина, стаклени садови, металот, коскени предмети разни и металот, разни метални предмети за секојдневна употреба, оружја, алатки, потоа и нумизматичкиот материјал влегува во металните предмети, зборуваат за начинот на живот и за високата позиција на Скупи и во доцната антика, не само во раноцарскиот период. Зборувајќи за грнчаријата, може да се каже дека дури до крајот на 6 век наоѓаме делови од садови кои се луксузни, импорт, изработени во источно-медитеранските работилници за грнчарија, со кој е преплавен целиот Медитеран и Римската империја насекаде, што значи дека и во градот Скупи тоа се уште успевало да допре по трговските патишта. Инаку нумизматичкиот материјал е особено богат, тоа се неколку илјадници монети кои го даваат пресекот на градот. Зборувајќи за монетите, да ја спомнеме оставата, велиме ние археолозите, тоа е еден колективен нумизматички материјал кој во едно садче бил закопан токму на главната улица во Скупи во периодот на големите бегања на населението пред варварските упади. Последната монета, секогаш во овие колективни наоди, го покажува приближно датумот на поставување, на одложување на тој наод, така да тоа е Маврики, императорот Маврики, монета од императорот Маврики Тибери, кој владее до 602 година и со тоа Скупи се вклопува во низата градови, низ Балканот, низ целиот Илирик, каде што има бројни вакви нумизматички остави кои говорат за крајот на античкото живење. Во градот Скупи од ранохристијанскиот период со археолошките истражувања се речиси целосно истражени две големи ранохристијански базилики. Едната е трикорабна со една апсида полукружна на источната страна и нејзина карактеристика е крстилницата од јужната страна и долго време се сметаше дека таа може да биде една од главните, дали врзана со епископијата и така натаму, додека не се изнајде и следната базилика,
која е со малку поголеми димензии. Исто е трокорабна. Ова на источната страна има 3 апсиди, од кои централната е полукружна, а двете бочни се полигонални. Тоа е типичен манир во изградбата на ранохристијанските базилики за почетокот на 6 век. Оваа базилика е многу подолга, со тоа што на нејзиниот западен влез, од каде што се влекувало, бил изграден еден поголем атриум, кој давал една поголема, да речеме, една грандиозност на базиликата. И на двете базилики и во двете базилики немало поставени мозаици, како што ние археолозите секогаш се надеваме дека ќе најдеме нешто полуксузно, но и самото постоење на овие две ранохристијански базилики многу говори за епископското седиште во овој период во градот Скупи. Историјатот на истражувањата на Скупи е доста долг. Самите археолошки истражувања не толку, колку што се сознанијата за постоењето на археолошкиот локалитет на самиот град Скупи. Во 1868 година се јавува историографот Хан, кој спомнува дека во Скопската котлина треба да се побара римскиот град Скупи. Потоа Еванс во 1883 година веќе со еден напредок во искажувањата веќе го лоцира Скупи кај селото Злокуќани во Скопската котлина. А понатаму, кога Скопје и Македонија се дел од некогашното кралство Југославија, во 1935 до 1937 година, како археолог овде во Скупи престојува Никола Вулич, познат југословенски археолог од тој период, и тој е заслужен за првите археолошки истражувања на градот Скупи, именно токму на местото каде што стоиме, на Римскиот театар, тој ги започнува првите истражувања. Понатаму, после Втората светска војна, во 1959-60 година, Дуе Рендич Миочевиќ ги продолжува истражувањата на Римскиот театар, ги продолжува сознанијата за еден голем театар на тлото на Македонија, и понатаму со формирањето на музеот на град Скопје, кој е имател на археолошкиот локалитет Скупи, почнува со формирањето на археолошкиот оддел во музеот, почнуваат систематски континуирани истражувања. Во рамки на тие истражувања за одбележување се истражувањата изведени 1970 и 1971 година од професорот Иван Микулчиќ, кој ги истражува голем број погребувања на источната некропола од Скупи, и тогаш се дознаваат многу работи од историјата на Скупи токму преку движните науди кои се како гробни прилози најдени во погребувањата. Понатаму, музеот на град Скопје ги изведува и ден денес континуирано систематските истражувања. Најзаслужна за почетокот на сите тие истражувања е археологот Душанка Корачевиќ, а потоа Ленче Јованова, Марина Ончевска, Тодоровска ги изведуваат понатамушните истражувања.
Моето пътешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во незините урбани места и предели. Поточно речено ме донесе и во Скопското село Злокујќани, распослано во северозападниот дел на Скопската котлина, на левиот брег на реката Лепенец, на само неколку километри од излезот од оваа река од Качаничката клисура и на само 2-3 километри пред вливот на оваа река во река Вардар, во непосредна близина каде се вкрестуваат патните делници на коридорот 10 и коридорот 8, Скопје Приштина Краљево, Скопје Велес, како и Скопје Тетово Гостивар Кичево Охрид. Наминав во Злокујќани мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Злокујќани низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите злокујќанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. За да дознаам дел од историјата на селото Злокујќани, мештаните од ова село ми предложија малку да прочепкам на југоисточниот дел од селскиот атар, а воедно ме советуваа, приказнава за селото Злокујќани, да ја започнам од археолошкиот локалитет Скупи, од античкиот град Скупи, чие негово постоење е тесно поврзано со нивното село и е нераскинлив дел од него, кое се протега наназад во времето со векови, затоа што, како што ми велеа моите домајќини злокујќанци, за нивното родно село има многу устни преданија, легенди, митови, пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, со еден збор, каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стисните меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата, која овде се гради не со векови, туку со милениуми. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, од многу тврдени, бедеми, утврдувања, кастели и археолошки локалитети од римско, од доцна античко време, како што е и античкиот град Скупи, кој се наоѓа во непосредна близина на селото Злокујќани, лево од утоката на реката Лепенец во реката Вардар, во подножието на Зајчев рид, ми велеа тие. Почитувани мои, предлогот на моите домајќини со задоволство го прифатив репортажава за селото Злокујќани во вистинска смисла на зборот да ја започнам од античкиот град Скупи. Почитувани мои, приказната за античкиот град Скупи предлагам заеднички да ја проследиме од научен аспект од доктор Ленче Јованова, кустос, советник во музеот на град Скопје и повеќе годишен истражувач во археолошкиот локалитет Скупи. Основањето на римскиот град Скупи се поврзува со поместувањето на римските легии од просторот на римската провинција Македонија на север кон Дунавската граница. Хронолошки
тоа се случува на преминот од првиот век на старата ера во првиот век од новата ера. Поинтензивното населување и формирањето на вистински град веројатно се случило некаде по основањето на провинцијата Мезија во 15-та година од нашата ера, а вистински римски урбан град Скупи станува со формирањето на самоуправна римска колонија, дедуктивна колонија во времето на династијата на Флавиевците, односно во втората половина на првиот век од нашата ера. Треба да се знае дека овој простор не бил празен простор пред доаѓањето на римјаните, затоа што со археолошките истражувања, особено во последните години, е потврдено дека овој простор живеел скоро 12 века, а може би и повеќе, но за ова имаме археолошки потврди пред доаѓањето на римјаните. Потврдено е погребување од бронзеното време, односно од преходниот период, од доцно бронзеното време во железното време, значи од 12-тиот до 10-тиот век пред нашата ера, а исто така и од железното време од 8-тиот до 6-тиот век. Тоа иницира дека на овој простор, што има погребување, нормално треба да се очекува и населби некаде во близината, но за жал за сега се откриени само гробовите, а населбите се уште не се откриени, иако при истражувањата на некои од градбите од римскиот период се наоѓа и населбински наоди, особени остатоци од живеалишта, па поради тоа претпоставувам дека и самата населба се наоѓа или населби се наоѓале некаде во околината, можеби на падината на Зајчев рид или околниот простор. Како што рековме, римскиот град формиран некаде во втората половина на првиот век, во време на династијата на Флавиевците, е формиран со доселување на отслужени војници. Таквото организирано доселување на војска се нарекува дукција на војници и регистрирани се припадници од повеќе легии, а интензивно или најбројни се припадниците на легијата Седма Клаудија. Периодот пред основањето на колонијата, значи од почетокот на првиот век до времето на Флавиевците, според некои мислења, на овој простор во тој период би требало да екзистира или локална населба, над која се надслоила, или пак има предпоставки дека бил формиран и обстојувал легиски логор на една од легиите, Четврта Скитска или Пета Македонска. За жал, досегашните археолошки истражувања и податоците од античките извори не потврдија, се уште немаат потврдено постоењето на легиски логор. Се надеваме дека можеби идните истражувања ќе потврдат оваа претпоставка. За сега, значи, останува на ниво на хипотеза постоењето на легиски логор пред основањето на колонијата на истиот простор. Може би треба да се остави една можност, доколку и постоел овој легиски логор, да бил од времен карактер за сместување во зимските месеци, кога легиите морале да престојуваат, значи, по освојувањето на деловите северно од Скопскиот регион, значи према Дунав, каде што бил интересот на Римската империја, но во зимските месеци легиите се враќале на овој простор и можеби биле на истата локација каде што потоа ќе се основа градот Скупи. Значи ова се некои претпоставки кои што нас како стручни лица не интригираат и особено се битни за нашата историја и кои се надеваме дека ќе бидат потврдени со идните истражувања. Римскиот град Скупи при археолошките истражувања, но историски, треба да го замислиме како неколку градови всушност, наслоени еден на друг, почнувајќи од првиот век на нашата ера, па се до 6-тиот век. Она што
можеме како културни хоризонти сега да ги одвоиме се градот во империјалниот период, градот во доцноантичкиот период, градот во таа една фаза што ние нарекуваме постурбан период, она што го споменавме, значи пред доаѓањето на римјаните, и исто така со поновите истражувања имаме докази и за населбинско живење и некропола во средновековниот период, значи во периодот некаде од 5 до 12 век од нашата ера. Значи, ако се пресмета тоа време, тоа се скоро околу 24 века интензивно живење, а со оглед на фактот што податоци за екзистенцијата на селото Злокуќани, па и селото Бардовци имаме веќе некаде од 17-тиот, 18-тиот век, така да можеме да кажеме дека континуитетот трае до денес, почнало од 12-тиот век пред нашата ера, па скоро се до денес. Инаку, дека селото екзистира Злокуќани, значи уште некаде во 18-тиот век имаме потврди од патеписот Патувањата на Артур Еверс, кој што во 1884-5 година поминал на овие простори и за прв пат тој го лоцира точно, го убицира локацијата на градот Скупи, а претходно веќе патеписецот Хан нешто порано од него во 1850 година поминува исто така на овие простори и предпоставува дека Скупи, името на римскиот град Скупи, треба да се поврзе со името на римската колонија Скупи, всушност со името на современиот град Скопје, но тој не успел точно да го лоцира каде е локацијата на римскиот град. За нас е особено интересен периодот, империјалниот период, затоа што во тој период Скупи го достигнува својот најголем и највисок урбанистички и цивилизацијски развој. Всушност, на што го имаме од археолошките истражувања, упатува дека градот бил формиран а фундаментис на еден празен простор, сега за сега е барем така, со позападен модел, како урбс квадрата, односно квадратен град би било тоа, што многу наликува на формата, обликот на римските логори и затоа и од тука на некој начин е таа предпоставка дека пред колонијата предходела на истото место дека постоел тој каструм, римски логор. Урбанистичката структура во еден таков римски град, што е потврдено и овде, се состои од две главни улици, Кардо Максимус и Декуманус Максимус, и мрежа од паралелни улици на нив, помали улици, тоа се Декумани и Кардинес, кои што го делат градот на помали квартови, во рамките на кои се лоцирани јавните или приватните градови во градот. Ние ја имаме откриено една од главните улици, улицата Карди Максимус, која што го дели градот север-југ и делови од две раскрсници на оваа улица со Декуманус Максимус и со уште еден Декуман, така што на основа на тоа имаме сознанија дека квартовите, градските квартови во централното градско подрачје имале димензија околу 74-5 метри на 50 до 55 метри. Од тој најран период, за жал, бидејќи тие слоеви се најдлабоко, многу малку градби се истражени. Значи, сега за сега имаме истражени и тоа комплетно, една од најголемите и најрепрезентативни, најмонументални градби, тоа е театарот. Понатаму делови од повеќе градски куќи, домуси, приватни градски куќи, една цивилна базилика и делови од еден хореум, и како што рековме, уличната мрежа. Подоцна, во доцноантичкиот период, доаѓа и до промена на таа урбана структура, бидејќи во овој империјалниот улиците, тоа не спомнавме, дека се поставени под прав агол и значи правилни и соодветствуваат и се паралелни и со обзидието на градот. Додека во некаде во 5-6 век доаѓа до промена на урбанистичката структура на градот и тогаш се менуваат значи правците на протегање на улиците. Недостатокот од археолошки податоци го надоместуваме за империјалниот период, го надоместуваме со податоците од епиграфските споменици, кои за сега се најдени околу 250 и од истражувањата, резултатите,
на некрополите на градот, кои се протегале на сите 4 страни околу градската територија. Не споменавме дека еден вака важен и значаен градски центар, како што бил Скупи, и тоа најголем во јужниот дел на провинцијата Горна Мезија, и подоцна во доцнантичкиот период главен град, метропола на провинцијата Дарданија, која што е основана во времето на владењето на царот Диоклецијан. Значи, еден вака важен град морал да има и бедемско обкружување. Не се сигурни се уште податоците кога било подигнато првото камено утврдување на градот, но археолошките наоди упатуваат дека тоа веројатно се случило некаде после 170 година од нашата ера, во времето на царот Марк Аврелий, кога од епиграфските наоди знаеме дека Скупи не бил заобиколен од продорот на дакиското племе Костобоки, и аналогно на другите градови во провинцијата Долна Мезија и Тракија, кога најголем дел од градовите се утврдуваат со зидани бедеми, истото се случило аналогно, значи, на тоа и во Скупи. Претходно, доколку постоело обезбедување на градот, тоа се претпоставува дека биле бедеми од нетраен карактер, значи со палисадна конструкција. Епиграфските споменици се неисцрпен извор и за уредувањето на градот и жителите кои што го населувале Скупи, особено за нивната припадност, етничка припадност, професионална припадност, социјална припадност, значи се она што како податок го немаме од материјалната култура која што ја добиваме со истражувањата на археолошките слоеви на градската територија. Од тука дознаваме дека градот, слично како што урбанистички бил уреден по западен модел и општествено бил уреден по западен модел. Имено градот бил управуван од Совет на градот, Ордо Декурионум, кој што во чиј состав легувале околу 100 советници, на чие чело се наоѓале двајца главни советници, кои што ја имаат функцијата на некој начин декуриони, значи кои што имаат функцијата на градоначалници на градот. Понатаму во таа општествена структура и хиерархија исто спаѓале квесторите кои што се грижеле за обезбедувањето на финансиите на градот, особено една категорија на квестори кои што се бирале на 5 години и кои што ги собирале порезите во градот. Исто така, тука се и едилите кои што се грижеле за одржувањето на јавниот ред и хигиената во градот. Освен тоа, во градот функционирале и различни свештенички здруженија и други лица кои што обавувале други јавни функции, но особено интересно за нас е тоа што во тој период јавните функции биле бесплатни. Дури и обратно, значи тој што се кандидирал за јавни функции морал самиот да инвестира во градот и со своји средства за да дојде на некоја јавна функција. Значи, ако споредиме со денешно време, многу е поразлично извршувањето на јавните функции. Животот, секојдневното живење во империјалниот период, во римскиот град Скупи, значително се разликува во однос на денешното живење. Животот почнувал многу рано наутро, значи со изгревањето на сонцето, а замирал со заоѓањето на сонцето. Пред се заради осветлувањето кое што во тој период треба да замислиме една врева и гужва која што се случувала на скупските улици во раните утрински часови, тропотот на колите со довезувањето на сите неопходни прехранбени и други занаетчиски производи кои што од околниот простор се довезувале во градот. Затоа што во тој период животот главном се одвива надвор од бедемите на градот, а во самиот град се сместени главном јавните градби, каде што се одвива поголем дел од јавното и општествено живење на граѓаните. Исто така, значи, поголем дел од животот се одвивал и на улиците. Тротоарските делови служеле за лоцирање и за одвивање на поголем дел од занаетчиските и трговските работи. Значи, тука се случувале сите оние услужни дејности, како што се берберскиот, фризерскиот, поправање
на разни кондураджиски, понатаму столарски, така натаму. Сите тие дејности главном се одвивале, значи, над улиците и тротоарите. Од надписите исто така знаеме дека во Скупи постоел Макелум. Тоа е еден отворен пазар, нешто слично како зелен пазар, и за продажба не само на зеленчуци и овошје, туку исто така тоа е пазар на кој што се продавале и месни преработки и полуготови производи, што покажува дека и во тој период постоеле нели оние кујни за продавање, за продажба на готова храна. Во бањите се одвивал исто така дел од општествениот живот. Значи, бањите не служеле само за одржување на хигиената, туку исто така составен дел на бањите биле и палестрите и за одржување и на телесната кондиција. Освен за одржување на хигиената, во бањите се случувал и дел од јавниот општествен живот, бидејќи луѓето тука се среќавале, договарале, се вршеле разни склучувања на договори, преговори, сделки финансиски. Значи, и особено битно, во империјалниот период, бањите биле заеднички, значи машко-женски бањи, за разлика од доцноантичкиот период, особено по прифаќањето на христијанството, кога веќе доаѓа нели до поделба на или се градат посебни бањи, машки и женски, или пак се одделуваат според часовите на користење за употреба на машката и женската популација во градот. Исто така, една од важните градби за одвивање на општествениот живот е цивилната базилика, која што е практично има функцијата на градско собрание на некој начин и каде што или во куријата, ако заседавале нели ордо декурионумот на градот, во цивилната базилика се склучувале разни делки, но исто така се претпоставува дека имала и функција на некој начин на судница. Тука се случувале дел од овие компетенции на општественото живење. Од друга страна пак, секојдневното живење е надополнето и со бројните околу 65.000 предмети најдени досега на градската територија и некрополите на градот Скупи, од кои што може до некаде со заедничка анализа и на епиграфските податоци и податоците од изворите да се изврши една реконструкција на тој секојдневен живот во смисла на начинот на кој што граѓаните на Скупи го исполнувале своето време. Освен епиграфските податоци и податоците од античките извори, реконструкцијата на секојдневното живење е можна со помош на бројните археолошки наоди, движни наоди од разнородни материјали, метал, стакло, гранчарија, монети, коска и слично, кои што се наоѓаат на градската територија и некрополите на градот. Досега се најдени околу 65.000 предмети кои што дозволуваат до некаде да се дополни оваа слика како изгубени коцкички од мозаикот кои секојдневно со наоѓањето ги склопувате и ја пополнувате таа недефинирана изгубена слика во минатото. Со помош на сите овие податоци знаеме дека жителите на некогашното Скупи во однос на емоциите и во однос на секојдневното живење не се многу разликувале од денешниот човек. Значи, и тие како и ние денес се радувале, плачеле, се веселеле, доживувале трагедии или пак радосни мигови. Но исто така, од друга страна, и животот, освен можеби што технолошки се разликува до некаде, но социјално може да се каже и општествено дека бил слично на денешното живење, затоа што градот Скупи се одликува со множне високи урбанистички и цивилизацијски одлики, како што се значи улици кои што се опремени со канализациона мрежа, но исто така и доводни и одводни канали кои што доведувале свежа вода во градбите и одведувале нечиста вода од градбите. Исто така имате приватни домови кои што располагаат со приватни купатила во кои што побогатите можеле да си дозволат и
значи пораскошно живење, но посиромашните можеле да си или средните слоеви, секојдневната хигиена ја одржувале во јавните купатила, кои што досега се најдени две такви јавни купатила, бањи, но секако дека во еден вака голем град, кој што во империјалниот период сигурно имало околу 20 до 30 илјади жители, можел да ги обслужува. Рековме и за сите останати активности што граѓаните можеле да си ги дозволат. Вие имате базилика опремена со мозаично поплочување, приватни домови, куки, градски куки опремени со фреско декорација и мозаични подоми. Значи сето тоа говори за нивото и статусот кој што градот го имал, но и цивилизацијските придобивки кои што на времето со кој што скупи, располагал адекватно на сите поголеми римски градови од тој период во империјата. Значи, сознанијата се дека театарот имал околу 8 до 9 илјади седишта за абсорбирање на 8 до 9 илјади жители, но тоа треба да сватиме, значи дека не само, рековме дека граѓаните главном во тој период живееле надвор од бедемското обкружување на градот, но кога се одржувале представи во театарот, секако дека доаѓале сите за да присуствуваат на овие представи. И особено битно е, еве кога веќе го споменавме театарот, два главни моменти за животот во империјалниот период се, значи, игрите кои што се одвивале во театрите, и за сега во нашиот театар немаме сигурни потврди дека се одвивале гладиаторски представи, но секако се одвивале разни други мимови, хорски представи или друг вид на представи, кои што сигурно биле интересни за жителите на градот. И истовремено, освен игрите и представите, друга една карактеристика е бесплатното делење на храна. Во таа насока зборува откриениот хореум, јавна житница, магазински простор, во кој што се складирало житото, кој што веројатно се делело и бесплатно на по-ниската социјална категорија на граѓани. Значи, тие два моменти се многу битни за обезбедување на мирот во римските градови во случај на немири и некои, може би, локални бунтови, или пак доколку империјата е загрозена од некои продори на особено тоа е карактеристично за подоцнежниот период, веќе после во третиот век, кога се случуваат бројни продори на варварски племиња од северните граници, така што, значи, морала империјата да има разработени механизми за да се заштити. Мора да се свати дека, реков тоа, дека ние не се многу разликуваме од нашите предци кои живееле овде. Во крајен случај, во нашите гени секако се е вграден кодот на предците кои што го населувале ова тло, и во нашата колективна меморија останало сите тие искуства и таа традиција на нашите предци. Во однос на демократијата, секако дека како и денес побогатите и повисоко социјално рангираните слоеви биле попривилегирани во однос на населението од пониската социјална категорија. Значи, и тогаш, но имало, значи, различни социјални и општествени категории на граѓани, особено што највисоко рангирани биле римските граѓани, односно граѓаните со целосно римско право, и тоа во најголем дел биле доселениците кои што имале целосно римско право, или пак локалната аристократија, која што како и денес, знаете, многу брзо го прифаќала животот и се прилагодувала на дојденците за да живее и да се искачи повисоко на социјалната хиерархиска скала. Втората категорија на население ја сочинувале така наречените перегрини, слободно население, кое што немало римско граѓанско право, но било слободно население, или ослободениците кои што со тек на време пак добивале, значи, до одреден степен италско или римско граѓанско право, и со тоа се стекнувале да имаат некои повластици. И нормално на крај најниската категорија на население, тоа се робовите, кои што имале најмали права.